Видете ги природните убавини, запознајте ја историјата и слушнете ги легендите пловејки по Охридското езеро. Еден од најатрактивните начини за туристичко разгледување на убавината на Охрид е да се погледне градот од површината на езерото. Патување.мк ве води на екскурзија со катамаран, во која што ќе ги видиме раскошната убавина на стариот Охрид од површината на езерото. Од вода ќе ја погледнеме вилата Билјана, која порано била вила на Тито. Ќе имаме поглед во праисторијата со посета на музејот на вода во заливот на Коските. Ќе стигнеме во средниот век со посета на Света Богородица Захумска. И на крај ќе стигнеме до надалеку прочуениот манастир Свети Наум. И за сето ова време по пат ќе слушаме за легендите кои што со векови се прераскажуваат и кои понекогаш имаат трагична, но и комична содржина. За снимањето на ова видео, нашата екипа пловеше со катамараните на Мато, фирма која што е првенец на оваа модерна понуда во Охрид, и во нивните катамарани ќе добиете најдобра и најпрофесионална услуга и уживање кое што долго ќе во паметите. Контакти со Крузинг Мато гледате сега на вашиот екран, а истите можете да ги најдете и во описот на ова видео. Тргнувањето на карстарење по мирните води на Охридското езеро почнува од местото каде се спојува Кеј Македонија со пристаништето во Охрид. Туристите удобно се сместуваат во комфорното пловило. Капетанот го подига сидрото и авантурата почнува. Од првиот миг на испловување пред вас почнува да блеска стариот Охрид со сиот негов раскош и убавина. Од површината на водата се гледа целиот стар град, почнувајќи од куќите кои што стојат каскадно наредени на ридот, па се до Плаошник и Самойловата тврдина, која што доминира како круна над древниот Охрид. Се гледа и црквите, и куполите на славната Охридска Света Софија. И на крај да стигнете до иконографската црква Свети Јован Канео, која што во светот стана лендмарк за Охрид, а погледот на неа од површината на водата, поминувајќи покрај карпите, е уникатен. Токму тука, помеѓу овие големи карпи, се наоѓа уште една мала пештерска црква, до која може да стигнете само по вода и да ја погледнете само од пловило. Црквата е од 14 век, создадена од монаси кои во тој историски период живееле аскетски живот и кои тогаш барале места за себе изолација и посветен на Богородица. По Канео се прави кратка обиколка на плажата Лабино, која што е целосно некомерцијализирана и заради тоа е популарна кај странците. Тука наидовме на јато, корморани кои што уживаа на мајското сонце. По Лабино на ред доаѓа ридот Горица. Како што пловилото се лизга по површината на бисерно чистата изерска вода, се приближуваме до вилата Билјана, позната како Титова вила. Сместена на ридот Горица, сега веќе историска резиденција, некогаш служела како одморалиште за поранешниот југословенски водач Јосип Броз Тито. Низината уникатна положба и бујното зеленило со кое што е обкружена, како и овај лифт кој што бил изграден за од вилата директно да се слегува на низината плажа, нудат поглед во животниот стил на политичките елити од времето на Југославија. Вилата денеска е летна резиденција на председателот на Македонија. Продолжувајќи го патувањето по источниот брег на Охридското езеро, ќе ги погледнете убавините на населбата Свети Стефан, која што го добила името по истоимениот манастир, потоа селото Којнско, па населбата Лагадин и селото Пештани, кој што е најголемо село на езерскиот брег. Понатаму пред вас ќе се отварат прекрасни пејзажи на Галичица, која што високо стои исправена над езерото, а во низиното подножје се прекрасни плажи и лагуни познати како Градиште, кои што во лето се живи места за забава и рекреација, а сега во мај тонеа во мир и ладовина на зеленилото. Потоа стигнавме до заливот на Коските, исклучителен музеј и археолошки локалитет. Овде посетителите може да видат како изгледал животот во праисторијата, кога човештвото живеело во племенски заедници. Тука туристите може да се прошетаат низ кукичките на населбата, да влезат во самите куќи, да погледнат оригинални остатоци од населбата, како и керамички предмети кои што датираат од бронзено време и секако да се фотографираат на ово уникатно место какво што не може да го најдат речиси никаде во светот.
Откако испловивме од музејот, продолживме натаму низ прекрасни недопрени предели. Галичица во овој дел како да втонува во езерото и тука ќе гледате неверојатни пейзажи, прекрасни плажи и интересни појави, како што е ова дрво кое што расте на карпата или како што се овие два камења за кои што луѓето дале навистина интересно име. Потоа непосредно пред селото Трпејица е оваа карпа која што е најголем камен опкружен со вода во Охридското езеро, а која што многумина ја нарекуваат единствен остров во езерото. После оваа карпа се пружа поглед на селото Трпејица, а потоа сме на чекор до нашата следна станица, црквата Света Богородица Захумска, каде што ќе влеземе во периодот на средниот век. Сместена во подножието на рид со поглед на езерото, ово христијанско светилиште тоне во мир и зрачи со чувство на духовно спокојство. Посетителите имаат можност да ги разгледаат вредните фрески, меѓу кои е и оваа уникатна фреска, на која што е прикажана Света Ана, со откриени гради како ја дои Богородица. Околу црквата има летниковци, каде што можете да се одморите или да јадете сопствена храна, додека под дебелите сенки од крошните на столетните дрва уживате во мирната атмосфера и неверојатниот поглед на Охридското езеро, или да направите фотографија на оваа нишалка на плажата пред црквата. Крајната дестинација на крстарењето е манастирот Свети Наум, едно од најзначајните духовни места во регионот. Сместен во близина на албанската граница, овој прекрасен манастирски комплекс, основан во 10 век, е познат по своите прекрасни фрески. Во него е гробот на Свети Наум, а покрај него се изворите на црн дрим кои што многумина ги испоредуваат со рај на земјата. Тука можете да се возите со чамец кој што се движи со весла низ изворите или да одморите со ручек или кафе во некој од рестораните, секој со прекрасно обкружување и поглед кон убавините. Манастирот е опкружен и со две според многумина најубави плажи на езерскиот брег, кои што во лето се вистинска прилика за одмор, капење во бисерно чистите води и уживање на сонцето. По пладнето со крузинг мато тргнавме назад кон Охрид. Додека катамаранот плови назад кон градот, патниците може да уживаат во чистиот воздух и пријатниот ветар, да размислуваат за богатата историја, култура и природната убавина што ја доживеале за време на оваа незаборавна екскурзија на Охридското езеро. Доколку сте во Охрид, не ја пропуштајте оваа прилика за организирање на еден прекрасен ден во кој можете да откриете нови знаења, да имате прекрасни доживувања и да се наполните со позитивна енергија. Охрид и крузинг мато ве чекаат. Ваше е да ги посетите.